Makedonija se koji da go pročita. Ej, zemljo moja, svetlost nebesna, vrateno i mina godina. Ej, duša je ona gorčina, ne predadoja. Zlobnici, ljubov moja, Bože kazniki, grev napravila Makedonija. Gemi suda, zlobnici, ljubov moja, vina najdora, što me rodila Makedonija. Ej, čeda moji, Sefer, pozdrav Sefer. na srce zvezda. Jasminka, pozdrav. Venka isto tako, pozdrav. Čuvajte ja Makedoniju, Goce, pozdrav, Hristoski. Gospod da me miluje. Gemi suda, Vasko, zlobnici, ljubov moja, Bože Vasko Angelovski, naš kolega. Pozdrav Vasko, čestito ime, rodendan. A da, i čestita Vasilica na Sitonije koji go slave. zlobnici, ljubov moja, vina najdora, što me rodila Makedonija. Почитувани слушатели, уште една песна сакам да пуштам од Пепи Бафтировски, заветна песната, додека ве очекувам, се извинувам, не го приклучив и микрофонот. Ќе пуштам уште една песна, почитувани слушатели, додека ги очекувам и нашите македонци да се приклучат на социјалните мрежи, на Фејсбукот. Ќе зборувам на тема ослободив 1000 робови, ќе ослободев уште 1000 само ако знаеа дека се робови. Ќе биде интересна темата. Сефер, те слушаме дури во каваја, да сме живи и здрави, и вие да сте живи и здрави исто така. Борис Димовски, браво Ице, само напред голем поздрав, поздрав Борче. Почитувани наши на Фејсбукот, може да се приклучите на нашата радио програма. Слободно е да се приклучите, па и да ја префрлате на други места кои сакате да ја слушаат оваа македонска радио програма. Како што реков, ќе зборувам за робовите. How do they clean that? Пламен програм.
Sorry, Kati. I'm sorry. Može da te odreća, drugi da te predada, može se što da izmini slav. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što kloneš ti izvira. Pozdrav od Germanija, od Dragica Petrek, pozdrav Dragica. Pozdrav i od Snežana Manevska. Kaj što kloneš ti izvira. Dušanka Krsteva, pozdrav. Zajedno mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, ništa da ne videme, ti bez mene, ja bez tebe. Vekovi, zajedno mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, sestro, ništa da ne videme, ti bez mene, ja bez tebe. Ti bez mene, ja bez tebe. Да, почитувани слушатели, ти без мене и аз без тебе, тоа се однесува на нас македонците и Аце Петровски се јави Петровски од председателот на Никола Карев, кои се многу заслужни за македонската култура, традиција и обичаи овде македонскиот јазик со друштвото Никола Карев и поврзаноста на македонскиот народ овде со македонците во Републиката. Се вратам на темата, почитувани слушатели, ослободив 1000 робови, да знаеа останатите дека се робови, ќе ослободев уште 1000. Навистина тоа е многу точно. Голем број од македонскиот народ се уште не знаат дека се робови на оние од власта во Република Македонија кои им слугуваат. А зошто им слугуваат? Им слугуваат затоа што 30 години, повеќе од 30 години, и да не се направи ништо и повторно да им се верува на сите тие 120 пратеници, да им се верува на тие 120 пратеници дека утре ќе било подобро, дека утре ќе влезеле во Европската Унија, дека утре ќе имало бесплатно здравство, дека селата ќе ги унапределе, дека земјоделието ќе цветало, сончогледите немало повеќе да се вратат заедно со сонцето како вртелешки. Наместо сето тоа што се случува, Македонија како држава пропадна. И луѓето, нашите луѓе, особено македонскиот народ, не можат да видат односот подалеку и се уште робуваат на тие политички партии кои вработуваат луѓе нивни и тие луѓе нивни шират дезинформации и ги заплашуваат: нема да бидеш вработен, ќе те испуштиме од работа, син ти ќе го испуштиме од работа, снаа ти ќе ја испуштиме од работа, донеси 15 гласачи, донеси 50 гласачи, ќе те испуштиме од регбитола, ќе те испуштиме од универзитетот, побарај го тој професор ако сака да положи испит, побарај го другиот професор ако сака да земи диплома, побарај врска ако треба да влезиш
треба портирот да го познаваш, да влезеш во некоја компанија, инаку не те пуштаат. Значи, од портирот до премиерот во Македонија се е корумпирано. Се е корумпирано. И од таа корупција не можете и не можеме да се ослободиме сите заедно. Зошто не можеме да се ослободиме? Затоа што не смееме да ги критикуваме Зоран Заев, да го критикуваме Мицкоски, да критикуваме премиери, не смееме да критикуваме ние министри, не смееме да критикуваме пратеници. Еве има лигуши се јавија од овде, од Мелбурн и Викторија, се јавија и други лигуши од Квинбијан и од Сиднеј. Сме го срушиле ние, јас сум го срушил Никола Груевски, па вие сте недоветни бе луѓе. Ако Никола Груевски, јас го струшив, Еденицо Најдовски, тогаш јас би требало да сум премиер на Македонија, да сум председател на Македонија, да сум некаде во Обединетите нации како Фрчковски, да сум некој голем човек. Еве јас овде ке сум затворен во ова студио. Па Никола Груевски го срушија американците. Му подметнаа неговите оние 8 што го предадоа во собранието. Му подметнаа и другите му подметнаа. Најблиските, брачет му подметна, Сашко Мијалков. Сашко Мијалков, еве, Мици се смее. Да, Мици, така, му подметна брачет му на Груевски. Сашко Мијалков и еве слободата ја купува во Македонија за 15 милиони евра, 20 милиони евра. Еве го вчера избегал онај, како се викаше, од затворот, наместено, демек го извадоа ноќе, му се слошило многу, па му го зел пиштолот, не баре ова е филмот во Америка. Видете вамо да ви кажеме една работа. Доста е со лигавење. Особено доста е со тоа што имате платеници по 100 евра месецот и да не деградираат нас. Ние не сме платени. Ние зборуваме од срце што ја сакаме Македонија. Ние од Егејскиот дел Македонија што сме тука и ние од Пиринскиот дел и ние од Република Македонија, а многу не има овде во Австралија и од Преспа. И од Преспа многу не има. Особено не има во Джералтон, во Перт и Грум нагоре во другите тие градови. И сега, наместо да ја прифатат поуката, како што се случи овде, нашите слушатели знаат овде во Австралија, дека во Квинсленд на лабористичката партија им се случи дерегистрирање за 2-3 пратеници. Беа на власт, меѓутоа не донесоа тоа што ветија. Гласачите ги избришаја, ги протераја. Истото се случи и во Западна Австралија. Ако не е така, нека ме демантираат нашите слушатели и вие кои ме следите на Фејсбукот од овде од Австралија. Во Западна Австралија исто се случи. Бришење на власта до 4 во Западна Австралија, до 4 пратеници. И ние во Македонија, ако ги избришиме оние 120 пратеници и да дојсиме некои нови пратеници, барем нема да ве крадат. Барем нема да ве крадат, нема да ве лажат, додека се снајдат, ќе поминат 2-3 години, ќе видите аир, ќе видиме бела светлина. А што вака ни прават? Еве сега, ајде да прозбориме што ни прават. Се јаве Бујар Османи, на Бујар Османи му е лесно и убаво му е. 3 универзитети на албански, преведување на албански, телефоно го зеде вака, оди од канцеларија на канцеларија со колата. Ало, зошто ти немаш двојазична табла на директорското место таму? Па немам, господине Османи. Одма додека се вратам назад да направам круг на мазникот, табла да биде ставена. Ќе биде ставена. Ставена е. Оди потаму, бара двојазичност. Ќе оди на суд, бара двојазичност. Нормално. Сега, кога се буневме со првата тиранска платформа,
дека ќе се реализира, таа се реализира од А до Ш, само што не е реализирано, ќе подсетам, дека не е реализирано со уставот или со закон, дека се вршил геноцид на албанците од македонскиот народ. Уште тоа не е. Меѓутоа сега тоа го бараат бугарите. И тоа паралелно одат тие како дзевгари одат. Дали се бугарите со албанците или се бугарите со грците и јадат како магаре од едно дрво, ги јадат лисјето или како магарица, како да кажам. Така и прават на Македонија. Како им чини така? Сега бараат во уставот на Македонија бугарите да се воведи бугарскиот народ. И покрај тоа, слушајте ме внимателно, сакам да испорачам порака и до Сдруженијето на историчарите на Република Македонија. Сакам да испорачам порака и до Сдруженијето на историчарите, еве патем Катерина Тодоровска, професорката се јавува. Поздрав, професорке. Сакам да испорачам до вас од Институтот за национална историја и од другите порака, дека Сдруженијето на историчарите мора да се спротистави на овој закон што се бара од Република Македонија. Дека ние треба да се извиниме на Бугарија за жртвите од комунизмот во Југославија. Наспроти, тоа треба ние да бараме од Бугарија да се извини на македонскиот народ за 25.000 мртви во Втората светска војна, за фашизмот што го воведе во Македонија, што убиваше млади деца како Коле Неделковски, како Стив Наумов, како Кочо Рацин, како Неделковски и не знам кои други да не ги набројувам. Бугарија треба да се извини на Македонија и на македонскиот народ за низините злосторства. Тие бараат, почитувани слушатели, ние да се извиниме. Бараат заедничка историја. Па како може масло и вода? Како може масло и вода да се мешаат? Не може да се мешаат. Ние сме македонци со историски, со антички корени. Тие се турко-монголци, тие се татари, тие имаат друго потекло. Немаат тие што имаме ние. И да бараме сега ние заедничка, односно тие сакаат заедничка историја, а нашите па од комисијата на чело со Драги Георгиев и тие петмина кои се недоквакани, кои се недоносени, тие прават се за да се направи тоа што сакаат бугарите. И не можат да се носат со нив, почитувани слушатели. Не можат да се носат. Од овие 4-5 македонски таму предавници кои се во таа комисијата, ниту еден нема напишано, ниту еден научен труд, ни една книга. Додека наспроти нив, шефот на бугарската комисија, Ангел Димитров, роден некаде кај Втората светска војна, при крајот на Втората светска војна, е дипломат, амбасадор. Во Македонија бил не знам колку години. Потоа имало и некои други во Битола кој беше момчил Методијаc, чинам се чинеше, се викаше, историчар на Новиот бугарски универзитет во Софија. Понатаму во Атина амбасадори, во Ватикан амбасадори, насекаде изучувани тие личности се луѓе кои ја разбираат интелигенцијата, односно кои навлегле длабоко во суштината на македонскиот народ, бидејќи биле амбасадори, биле конзули, биле шпиони, работеле во Македонија и знаат од А до Ш. И сега што бараат? Што е ставен на маса? Ставено е на маса архивот да му го предадеме на Бугарија. Архивот на Македонија треба да се на отворено да му се даде на овие од комисијата на бугарите.
И замислете кога архивот ние ќе им го предадеме на нив, тие ќе си го направат онака како што сакаат и исто ќе направат како сега што прават. Свети Кирил и Методија му го даде Драги Георгиев. Ќе го славиме сега заедно Свети Кирил и Методија. А Солун никогаш за волја на вистината, историјата, не јас, историјата нема забележано дека Солун бил во составот на некое бугарско царство или на Бугарија. Не била. Потоа им ги дадоја Свети Климент и Наум Охридски, па тие се носителите на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Како можете вие, Господа, да им ги дадете Свети Климент и Наум Охридски? Па целото наше богатство духовно се наоѓа таму и е створено од тие двајцата. Зарем и тоа ќе го сторите? Го сторивте, да. Па Григор Прличев им го дадовте. За Гоце Делчев зборувате сега. И Гоце Делчев ќе им го дадете. Предходно им го дадовте и Самуил. Па Самуил нема врска со бугарското царство. Ниту има врска со бугарски некој народ. И сакам ова да спомнам, почитувани слушатели. Сакам да го кажам тоа. Дека во тие поранешни империи, царства, имало народи, немало еден народ. Бугарите бараат бугарски народ во првото царство на Аспарух, кој дојде од зад Каспиското езеро, од кај монголците, па покрај Украина сега каде што е, Романија, Унгарија, надолу до Белград и Солун, таму е формирано првото, во 7. век, првото бугарско царство, Аспаруховото царство. Од таму е потеклото бугарско. Јас не го кажувам ова, го кажува нивни и од историчари и историчарите. Божидар Димитров кажува дека од таму се дојдени бугарите. Таму е нивното турко-монголско потекло и нема што да се лутите вие за турко-монголското потекло. Меѓутоа, проблемот е кај нашите 1000 робови. 1000 робови ослободив, ама не можам да ослободам уште 1000 робови. Зошто не можам? Затоа што не знаат дека се робови. Не знаат дека се робови, почитувани слушатели. Тие мислат дека така треба да биде. И во Македонија така мислат дека така треба да биде. Зоран Заев ве лаже, ве носе низ вода, низ океани, низ езера, реки, потоци, насекаде, капка вода не ви даде да се напиете. И на крајот еврата што ќе течеа по патиштата низ Македонија, каде се? Во нивните джепови. Тие се арамиите. Тие се арамиите. Додека не ги смените арамиите, не се охрабрите, а силата е во вас, во пенкалото. Зоран Заев убаво ви велеше, со пенкало ќе го смениме Груевски. И со пенкало го смена. Меѓутоа тој не беше толку способен, тој налудничав, испукан во очите да го смени Груевски. Го сменаја западните сили. Го сменаја американците, го сменаја соседните држави. Му подметнуваа. Не дека го бранам Груевски или па дека многу ми е омилен. Меѓутоа, од овие сега што е водат Македонија, имаше усул околу националното прашање, околу името и околу интересот на македонскиот народ. Кој знае што ќе се случеше, јас не можам да предвидам што ќе се случеше понатаму. Меѓутоа, ова што ни се случува сега, и доправа сега пак да го менуваме уставот до ноември оваа година и да ги внесиме внатре бугарите како дел од бугарскиот народ, знаете дека тоа е погубно. И не можам да ослободам уште 1000 робови. Замислете, тиранската платформа број 2. Број 1 се реализира во Македонија, број 2 ќе се реализира повторно. И пак не можам да ослободам уште 1000 робови, 1000 ослободив. Тиранската платформа број 2 е да влезат во уставот како
конститутивен народ на Македонија и албанскиот јазик да биде меѓународен службен јазик. А македонскиот ќе остане таму како уставен јазик на Северна Македонија, ниту ќе постои како македонски. И Зоран Заев уште ве лажи, пак сака да се врати назад. Понатаму Тиранската платформа број 2 бара промена на знамето. Ова го бришевте дури и од шахтите. Го бришевте не знам од каде, меѓутоа е во срцата на македонците надвор од Македонија, па и дел во Македонија. И не се срамете вие кои сте лево ориентирани да го истакните ова знаме, да си купите еден шал со сонцето, па да одите да навивате за Македонија. И да шетате низ Македонија со сонцето. И не е навредливо кога кажувам дека од соседната држава Албанија во Македонија ни се вее знамето на туѓа држава. Не е тоа навредливо против албанците. Не, само сакам да ве подсетам дека ние имаме уште 1000 робови за да се ослободат. Ова знамето не е со устав забрането. Тоа е слободно знаме и може да се носи на секаде. Не е знаме на државата, знаме е на македонскиот народ. И носете го. Не се срамете да се завиткате во тоа знаме. Наше е. Не се срамете од своите деца и не се срамете од своите родители. Од еден човек ако се срами од своите собствени деца, тоа е многу лошо. И еден човек ако се срами од своите родители дека биле неписмени, дека биле назадни и дека не биле како некои други учени луѓе, и тоа е уште полошо. Родителите се родители. Македонија е мајка на нас, македонскиот народ. И оние кои го дадоа животот за Македонија. Хајде да одиме понатаму, да кажеме збор 2. Што со тој устав што ќе менуваат бугарите во Македонија? Ќе има цензура, почитувани слушатели, ќе има цензура во учебниците. Според протоколот што го имаат сега, ќе треба да се создадат јасни можности за слободен, неограничен, навремен пристап, она што реков во архивите. Бугарите ќе имаат навремен пристап, проучување, употреба, објавување, заштита на соодветни документи. И Бугарија ќе го има правото да каже дека ова е точно, ова не е точно. Ние нема да го имаме тоа право, затоа што ние ќе бидеме зависни и ќе треба да молчиме, оти не чекаат уште 35 поглавја за влез во Европската Унија. Уште 35 поглавја не чекаат. Кажете им на тие 1000 робови кои не знаат дека се робови. И немој да мислите дека на секоја буква нема да не сопнат бугарите или грците. Па со грците уште не е почнат преговорот на комисиите каде што го предводи Виктор Габер. Да. Тие две комисии се уште немаат почнато. И замислете, Македонија ќе влезела во Европската Унија. Кога ќе влезе во Европската Унија? Кога ќе влези? Кога ќе кажи Макрон? Кога ќе кажат германците или некои други? Што ако се случи уште една Украина? Кој на Зоран Заев и на онај, како го викате, ќурката, со таа главата? Кој на тој ќелајца му гарантира дека ние ќе сме влезеле во Европска Унија до 30-та година? Па што ако дојди во Франција некој друг председател и да речи нема проширување повеќе на Европската Унија, туку ќе има намалување. Ќе треба да излезат некои држави кои влегоја така несоодветно како што влезе Романија и Бугарија. Што толку сте запнале во таа Европска Унија? Па видовте дека немаме работа. Не сакам да се делам од вас. Дека немаме работа, дека немаме болници, дека немаме здравство, дека немаме патишта во Македонија, немаме туризам во Македонија. Човек му е страв да оди на болница, затоа што ќе го умрат. На човек му е страв во Македонија да прими инекција, затоа што не се варени инекциите. Така ми кажуваат. Дека на диво има лекари.
специјалисти дека се на диво, дека на диво се земаат дипломите во Македонија, дека партиски се вработуваат. Ќе те вработи ако му донесиш 20, 30, 40 таму луѓе да гласаат за Али Амети, да гласаат за Зоран Заев, да гласаат за ВМРО ДПМН, да гласаат за некој друг. Не, браќа. Не, парите се ваши и се земени врз основа на вас. Врз основа затоа што ве има вас. Додека тоа не го разберите, дека парите се ваша имовина, ниту владата може да направи нешто, ниту владата може да додели нешто, ниту собранието може да направи нешто. Основата на силата во Република Македонија сте вие гласачите. Додека вие не се освестите 1000 робови ослободив јас, тие 1000 што не се ослободени, ако не се ослободите до следните избори во Република Македонија, нема да има подобар живот. Ќе се дозапусти образованието, ќе се дозапустат бизнисмените, ќе се дозапусти земјоделието, сточарство нема, туризам нема, инфраструктура нема. Од друга страна, да, ќе се поврзат Приштина, Тетово, Скопје и Тирана, ќе има автопат. Меѓутоа, кај Плетвар во Прилеп не може да се разминиме ние. Не можеме да се разминиме практично. И се уште ние не разбираме дека силата на собранието лежи во раката на гласачот. И зошто вие се плашите од некој пратеник? И зошто вие не можете да видите пратеник како што ние овде во Австралија можеме, вратите се отворени 24 сати, 7 дена во неделата и можеме да влеземе, да се поплачиме. И дури, знаете вие, имаме натерано федерални пратеници да зборуваат на македонски, да читаат што сака македонската заедница во Австралија. А вие се плашите да му се обратите на некој од пратениците. Или се плашите од оне Маричич, од она Бишка. Како таја Бишка, тој дај му таму да јади метено и доста му е. Тој ќе водел политика Европска Унија, тој ќе водел право и ќе водел Македонија, ќе се состанувал тој со европски министри од типот на Велика Британија, на Голема Британија, на Германија, на Холандија, на Франција, на Белгија, на Италија и така натаму. Навистина, уште еднаш ќе повторам, жал ми е, многу ми е жал, меѓутоа, силата е во вас, почитувани македонци. Земете го пенкалото на следните избори, наместо 100 македонски пратеници, имаше 100 македонски пратеници кога го сменаа името на 11 јануари 2018 година. Имаше 100 пратеници. Избркајте ги сите. Во вас е, не можат да бидат полоши новите од овие што ги имате сега. Не можат да ве јадат поќе. Што повеќе ќе крадат? Ако ги оставите, не барајте после нешто добро, дека ќе имате иднина некаква. Нема да имате иднина никаква. И ниту ние ќе имаме како македонци иднина некаде во светот. Без матична држава и ние сме ништо. И нас не нервираат со северен народ. Вие немате корен, вие сте од вчера создадени. Вашата црква е северна црква. Така ве призна фаранајотите од Грција. Така ве признаа другите. Да се свестите, да се свестиме сите заедно. Јас толку имам да кажам, ќе завршам пак, дека ослободив 1000 робови, ќе ослободев уште 1000 само ако знаеа дека се робови. Сватете го ова, почитувани македонци, и спроведете го во пракса. Не сум многу паметен, не сум политичар, не сум некој виден човек истакнат како тие што се во Република Македонија со толкаите стомаци и што јадат само мрсно. Спроведете го ова и
да не зависите од партиски вработувања. Институциите и вашиот капацитет, вашите способности, научни, работни, селски, градски, уличарски, какви биле, спрема способноста на човек. Ако може со мотиката да копа, нека копа со мотиката. Ако може со пенкалото, со пенкалото. Ако му работи памето, нека работи со памето. Секој каде што му е местото, а нека што ќе те распореди првиот човек на политичката партија. Ви благодарам многу, почитувани слушатели. До слушање од Ицо Најдовски Перин. The following is the Greek Cypriot version. Светот крај нас ни спрема, ама нас да не смема. Знајте, Господа, нема никога. Дури звезди се палат, храбри синови се раѓат, ти ќе постоиш, Македонијо. Ако уште ми те делат, ако уште ми те грабат, што ќе остане? Дали кретва била јака, да е вечната марка, земјо кажи ми. Ако уште ми те делат, ако уште ми те грабат, што ќе остане? Ако мирот не се врати, некој мора се да плати, Македонијо. Душмане, кеј го зема, и во пирин не нема, веќе никаде од огништата. Боже, мора ли така, знаеш, земја се сака, исто како и Чедото. Ако уште ми те делат, ако уште ми те грабат, што ќе остане? Дали кретва била јака, да е вечната марка, земјо кажи ми. Ако уште ми те делат, ако уште ми те грабат, што ќе остане? Ако мирот не се врати, некој мора се да плати, Македонијо. Гледам зверови што бијат, стари камбани бијат, не те даваме, Македонијо.